Продолжуваме со емисијата. Тука во студиото со нас се Дженета Туша, пациентка со цистична фиброза од здруженијето кое стана актуелно во последниот период, борејќи се за правата на пациентите со цистична фиброза, кои немаат лек, кои немаат терапија од државата, на сметка на државата, туку мораат приватно, мораат со своји пари да плаќаат за терапија која е ужасно скапа. Туша, добре дојавте во Студио 10 на Телевизија 24. Кажете ми она што е најново во поглед на вашата голгота, на вашата борба. Тоа се овие преговори кои ги водите со Министерството за здравство. Вие таму протестиравте, излеговте со протести. Последно што кажа министрот Меким Сали е дека вие дека 8 пациенти, државата може да обезбеди сега помош за 8 пациенти, тоест терапија, а дека останатите ќе мора да почекат. Првично фала ви за што ни повикаве тука, да кажеме нашата сторија што ја имаме. Министерот кажа дека само за 30 пациенти ќе има терапија, но првично за тие што се 8 покритични моментално. Тоа беше само во изјава, неговата изјава, но немаме писмен одговор од него, од Министерството или од некоја друга институција, како што сакаме. Ние како асоциација имавме и протест пред владата пред неколку дена. Тоа беше за нас многу добро, имаше многу луѓе таму, медиумите. Предизвикавте реакција? Да, имаше, беше одлично, мислам дека. Ние моментално сакаме да знаеме кога и колку и за колку пациенти ќе имаме лек. Со писмена изјава од Министерството или од фондот. Ние како асоциација исто така имаме писмена изјава и за Комисијата за здравство во парламентот, но до сега немаме никаков одговор од таму или од некој друг. Така да чекаме за било каков одговор, да знаеме кога и колку. И сакаме секоја година, дека знаеме дека одеднаш не можеме да имаме сите пациенти терапија, дека многу скапа, но сакаме секоја година нови пациенти да бидат вклучени во терапијата. Да, терапијата е доста скапа и тоа е, претпоставам, еден од главните проблеми, ќе разговараме за тоа. Значи, вие колку што ве разбирам, добивте изјава или ајде да речеме ветување од министрот или Министерството за здравство, но вие го барате тоа написмено, бидејќи сега вие некако неформално, не вие тоа официјален став, како што претпоставам, за тоа ви е проблемот, за тоа барате написмено. Да, дека има години што се бориме за овој лек, но сега имаме повеќе од ова медиумите, граѓаните, имаме повеќе поддршка и сакаме сега дека ова болест се влошува. Значи, секој ден ние се влошуваме уште повеќе. Сакаме побрзо да имаме и ние лек, дека во регионот ја имаат сите пациенти и гледаме дека има се многу подобро од колку беа порано. Значи, јас колку што прочитав, истражував, зборуваме за апчето Трикафта или Кафтрио, во себе содржи 3 лекови, им помаѓа на 80 до 90% од пациентите, односно на сите кои имаат една од најчестите мутации. Значи, овој лек им помага на пациентите уште во првите 4 дена. Голем број од пациентите кои били на кислородна поддршка или пред трансплантација веќе се во добра или стабилна здравствена состојба. Значи, зборуваме за лек кој е многу подобар од оваа стандардна терапија која до сега ја примате. Нашата стандардна терапија не ни помага на симптомите. Значи, само го подобрува нашиот живот, малку полесно да ни е преку ден за активностите што ги имаме преку ден, да ни помага на тоа, не дека ќе го лечи ова болеста што ја имаме. Што е стандардната терапија? Можете ли да не опишете? Да, прво сабајле кога стануваме, имаме инхалации, физикална терапија, антибиотици, витамини, така и ензими примаме преку секој оброк што јадеме. Тоа е секој ден. Значи, инхалација има 3 пати на ден,
физикална терапија пред секоја инхалација или после, тоа зависи од терапијата што ја имаме. Тоа е секој ден, значи пред да правам нешто или пред да одам на работа или пред да искачувам со другари, јас треба прво тоа да ги направам, за да можам да ми е полесно кога ќе си одам надвор. Како се, можете ли да не кажете за болеста, што е всушност болеста, како се манифестира, како трае? Тоа е повеќе во белите дробови, има бактерии што се формираат таму и има повеќе, како да кажам, се е фокусирана во белите дробови, но имаме и проблеми со панкреас. Јас лично имам и диабет. Така да 90% од пациентите имаат и диабет, што и трикафта ќе има помош во ова за диабетот, да. И тоа го. Значи, чим велите дека најмногу се манифестира во белите дробови и дека се инхалирате, значи имате проблем со дишење, дека тоа ви така се манифестира со отежното дишење. Значи, вие буквално доколку не ја земете таа дневна терапија која сега ми ја опишавте, не можете да функционирате. Не. И ќе бидам повеќе хоспитализирана од што сум сега. Дека јас во секој 2 месеци си одам по 2 недели во терапија, венска терапија. Тоа и другите пациенти исто. Така да тоа, ако ќе ја имаме и лекот, нема да бидеме хоспитализирани, ќе имаме помалце проблеми што ги имаме сега. И ќе бидеме многу подобри од ќе можеме повеќе да, како да кажам, да бидеме независни од тие што ги имаме работите сега, од инхалации, физикална терапија и така натаму. Овој лек трикафта, дали освен има ли некој на пример кај нас што веќе го зема, не знам дали државата воопшто има обезбедено за ниту еден пациент, така, за ниту еден. Дали сте слушнали некој, бидејќи е многу скап, што може да се дозволи да го купува вака, или за искуството на пациентите од околните земји, како им делува, како потоа они со него функционираат? Што е разликата од оваа стандардна терапија? Да, сега моментално тоа не е со функција, спирометар тоа се вика. Функцијата има пациенти што е над 30, тоа е многу малку. Функција на белите дробови. Јас моментално имам 70, но тоа не значи дека ќе биде секогаш вака, тоа ќе оди се полошо, бидејќи кога си повозрасна, тоа оди потешко и потешко болеста. Но во нашата земја нема никој што го има лекот. Но од регионот што имаме гледано дека имаат подобра функција одма, како што кажавте, на 2-3 дена или една недела, последна недела има многу подобра состојба на белите дробови, функцијата, може да прави, мислам дека да оди надвор, да биде понезависна од инхалаторите, не пијат антибиотици. Не знам, тие се подобро. Што од овие што ги правиме, од тоа не ги прават веќе тоа после кога ги го земат тој лек. Друго нешто, може да јадат повеќе, бидејќи и со храната ние имаме проблем. Со панкреасот исто така. Кога ги земаме ензимите, за тоа е. Исто тоа имат подобрување. Така. Значи, вие буквално имате комбинација од повеќе фактори, од повеќе симптоми со кои мора да се справувате истовремено. Значи, не е само една работа, белите дробови, туку и храната, панкреас, шеќер, диабет. Според податоците во земјава има 130 до 140 пациенти со цистична фиброза. Ветување, како што кажавме, дека првично ќе добијат 8 пациенти, а потоа уште 22. Предпоставам дека ова е направено според приоритет. Да. Значи, вие сега кажавте за функцијата на белите дробови, предпоставам дека ова е за пациентите кои се во најлоша состојба, дека они би биле приоритет. Сакам да ве прашам во поглед со хоспитализацијата. Вие исто така има проблем дека пациентите после 26 години го губат правото да бидат ослободени од партиципација, што значи дека вие после 26 години кога ќе наполните, што значи тоа, дека треба приватно да ја платите хоспитализацијата, дека не ви ја покрива фондот, што значи тоа? Тоа значи дека ние месечно имаме од државата, нели како со ретки болести имаме
една сума пари што ја земаме секој месец за лековите што ги земаме приватно, мислам и витамините, ние приватно ги платиме. Има антибиотици што ги нема во позитивна листа и тоа ние сами ги платиме. Од тоа сума нема да ја земеме веќе после тоа. И за хоспитализација, тоа не сум сигурна да ви кажам, но мислам дека и за хоспитализација ќе треба некои документи и така натаму да правиме нешто друго, за да бидеме хоспитализирани како сега што сме. Значи да не платиме ништо, бидејќи не е само еднаш тоа е во година може да биде 6 пати или 5 пати годишно да си одиме за терапија таму. Да, тоа е проблем. Во вашите разговори со Министерството многу е спомнувано, претпоставам дека најголем проблем за државата е цената на терапијата. Еве, јас, колку што можев да прочитам, ова се податоци од Германија, претпоставам дека исти се и кај нас, дека терапијата со кафтрио чини 21.000 евра месечно и годишни трошоци се околу 250.000 евра од пациент. Претпоставувам дека и кај нас се истите суми и дека тоа се аргументите кои вас ви ги кажува Министерството, дека цената на терапијата е проблем. Да, тоа е проблем, дека нема буџет и прво Министерството за здравство кажуваше дека не е до нив, туку до клиниката за пулмологија и детска клиника, но со разговори со тоа компанија што го произведува лекот, може и да биде пониска цената, зависи како ќе се договара државата со тоа фирма. Мислам дека во Црна Гора е многу пониска цената од тоа што треба да биде редовна, бидејќи од разговорите што ги имаат со тоа компанија Vertex, мислам дека беше името на компанијата што го произведува лекот Трикафта. Тоа зависи, значи, од договорите што ќе ги прави државата со тоа компанија, но така и е многу скап ако е ова редовната цена. И ако нашата држава ќе го купува лекот со оваа цена, тоа е многу скапо и затоа ни кажуваат дека е малце невозможно сега за сега, но и ние тоа знаеме, само сакаме, како кажав на почеток, секоја година да има нови пациенти со ова терапија, да почнат со ова терапија, дека е многу важно за нас, за некој да не биде заборавен. Сакаме сите пациенти да имаме право на лек, како да ја примеме, и ако не сме сите во тешка состојба моментално, но ќе ни треба понатаму, дека ова е прогресивна болест. Значи, тоа оди се потешко и потешко. Да, зошто вие, значи, кога излеговте на протест, тогаш, и тоа не е само на еден протест, првичните протести ваши некако поминаа така неслушнато од страна на Министерството. Дали и вие таков впечаток имаше дека на почетокот бевте игнорирани некако, не сакаа веднаш да реагираат, но од кога излеговте и кога почна јавноста се повеќе да дознава за вашиот проблем, дека тогаш почнаа повеќе да се интересираат за ова? Да, ние секако од почеток имавме надеж, иако на почеток протестите што ги имавме пред Министерството за здравство беа како игнорирани од надлежните, од сите, од фондот, од Министерството и од владата исто. Но секогаш знаеме дека кога има поддршка од граѓаните, од медиумите, мисламе дека ќе дојдеме до точка така дека го земаме и лекот. Тоа и ако да биде и за 8 и за 30 и како да е, сакаме да знаеме кога и мислам дека ќе го имаме наскоро. Тоа е нашиот, значи секогаш има надеж дека ќе го имаме од сите пациенти. А зошто ви кажал министрот првично дека проблемот не е во Министерството, туку во клиниките? Знаете ли нешто за тоа повеќе? И кажете ми, ве молам, опишете и каков е односот и на клиниките, и на јавното здравство кон вас? Дали таму поминувате добро или таму имате потешкоти и пречки? Мислам дека за бројот на пациентите што имаат потреба на лек, за тоа речеше министерот, дека не знаеме ние толку колку и што треба за пациентите, туку од клиниките треба да ни кажуваат колку е бројката на пациенти што имаат потреба, но нашата докторка
направил список за пациентите што се под 70 спирометрија и затоа таму се вклучени пациентите што се во тешка состојба и средна клиничка состојба. Така да мислам дека од клиниките ние немаме проблем со клиниките или нешто со тоа, но ние немаме одговор. Тоа што сакаме е одговор кога и за колку пациенти ќе има. Значи не само за 8, туку сакаме за сите, како кажав и на почеток. Тоа е нашата борба сега моментално. Сакаме за сите, но на почеток за тие што се потешко нормално, дека тие веќе се на финална фаза. Тоа значи дека се во кислородна поддршка и не можат ни да се движат како другите. Значи има и такви кои не можат да функционираат воопшто. Да. Можете ли да не кажете малку повеќе за вас лично? Кога ви е диагностицирана болеста, кога дознавте? Како го поминавте низ целиот тој процес од почетоците, па потоа додека влеговте во рутината на дневната терапија? Да, јас, како што ми кажуваат моите родители, ми беше откриена болеста во 6 недели. Веднаш, значи како бебе? Да, како бебе. И од тогаш имавме месокреони со ензими, тоа зависи од килажата, па после кога сум посвесна од оваа болест која бев, тогаш почнавме и со инхалации, физикална терапија, секој ден, како и другите. Од мало кога бев, така поминав и по болници, со венска терапија, имам проблеми со вените, тоа зависи од човек до човек. Но тоа ми беше, значи од мала кога бев, секој дневно требаше да пијам антибиотици, витамини и после некое време се научиш со тоа. После тоа завршив и со факултет и сум вработена. Значи тоа е за мене нешто добро, но тоа не значи дека ќе биде вака секогаш. Затоа сакаме уште повеќе да не станам уште порано колку што треба да ги правам инхалациите и таквите работи. Сакам како сите други да станам и да одам на работа како нормален човек. Значи вие буквално не знаете да речеме за друг начин на живот, бидејќи сте од бебе, вие сте пораснали буквално со таа болест. Се ви е тоа една дневна рутина. Значи болеста, како што ми кажавте, не исчезнува. Значи вие со терапијата само на некој начин ги подобрувате симптомите и ви помага да функционирате нормално, но нема, значи како што ви велат лекарите, нема ли лек некој кој може целосно да исчезне? Порано немаше, но од кога знаевме за трикафта, тоа е лекот што може да ни го подобрува и животот и рутината ги го смени се што имаме направено до сега од саба или до навечер. Тоа значи овој лек е единствениот лек што ќе не помага како што треба, што кажат и лекарите така. Значи овој не е само за да ни го олесни животот, значи секојдневниот живот, но многу ќе помага и за другите работи. Значи тоа немаме антибиотици, само саба или навечер ќе пиеме овој лек и толку ќе биде. Значи тоа е и ќе го подобрува функцијата како што кажав. Да. И вие имате околу вас други, мислам, со кои се дружите пациенти со цистична фиброза, ваши познаници или со нив не се дружите приватно, зборувам? Приватно се дружиме, но со дистанца, дека не можеме да бидеме многу блиско до некој друг што е со цистична фиброза, бидејќи имаме различни бактерии. Тоа зависи од бактеријата што ја имате со некој друг. Ако е иста, пак не е добро да си многу блиско до... Може да му влијаете? Да. Затоа од подалеку можеме да се дружиме со сите. И имаме контакт со многу што се повозрасни пациенти со цистична фиброза. Како ви поминуваше вас детството? Беше поразлично од другите деца? Уште од основно факултет, бидејќи сте со хронична болест, различно ви беше сето
целиот процес? Да, од другарите не бев гледана како различна од тие, бев вклучена во сите активности, но јас сама бев така се осетив бидејќи нели имав друга рутина, другите кога се надвор, јас бев внатре да правам инхалации, физикална терапија, дека ако не ги правам требаше да си одам во венска терапија и тоа уште повеќе ми беше незгодно, така да секогаш бев требаше да бидам дисциплинирана околу оваа рутина и после и со другите, и со другарите, и во основно добро поминав. Така имав понекогаш проблеми со наставата, бидејќи по 2 недели во болница не можев да Отсуствувате од настава? Да, тоа ми беше малце проблем и за оценките и за другите работи, но пак така поминав некако. А сега ако го примаме и лекот и ние, ако го имаме, и децата што се помали од нас ќе имаат подобар живот, нема да биде нивниот живот како ние што пораснавме веќе. Како влие тоа врз работата, како пациент со ретка болест, дали, например, кога одите на таа хоспитализација, секој пат мора да отворите болување, предпоставувам, или не? Како е решено тоа? Јас бев среќна, имав среќа, да кажам подобро, дека можам и онлайн да работам. Тоа ми е нешто плюс, да. Иначе ако не, тоа не знам како ќе беше ако немав избор са онлайн да работам. Значи ќе мора, значи за другите што ви се колеги, мислам колеги за другите што се болни, а што работат, значи они мора секој пат болување да отвараат, мора да бараат, а некои предпоставам дека поради тоа не може да се вработат, има проблем. Многу има што не можат да се вработат, бидејќи за хоспитализација и не можат некои не можат и да се движат, како што кажав. Тие имаат проблеми секако, но оние што имаат среќа да имаат онлайн работа, тоа малце за нив нешто подобро. И вие, како и останатите пациенти кои се со хронични болесни, особено вие што се со ретки болести, предпоставам дека има кај некои од нив и некогаш и психичка криза, дека луѓето попуштаат под притисокот, треба да се справат со сето тоа секојдневие. Што велат вашите искуства од луѓето што ги знаете, од пациентите, како поминуваат се сето тоа? Секако дека влија и на психичкото здравје, ментално здравје нашата болест, бидејќи понекогаш не можеме да одиме до таму каде што сакаме да одиме со нашиот живот или што сакаме да правиме. Некогаш не можеме да го правиме, ќе треба сами да се стопираме. Тоа влијае многу на психичкото здравје, на менталното здравје. И има пациенти така што не можат да работат, што не можат да се движат, да си одат надвор, да се здружат, не знам, тоа влијае секако и понекогаш некој само со некоја вироза се нели мал проблем. Обична болест, да. Одма ќе влијае тоа на не можам, зошто јас така натаму и за нас е така, јас имам 23 години, за 23 години да се бориш со една болест не е лесно. Да, од искуство знаеме дека и кога што велите вие ќе добиеме некој грип или некоја настинка и само си велите ајде нека помине само ова што сака, нека биде само да оздравам. Да. А кога имате хронична болест, тоа ви е веќе начин на живот, да речеме. Да, тоа е. Значи, кога ќе се научиш, тоа е полесно, но кога си на тие години од 16, таму малце, за моето искуство да кажувам јас за себе си, таму малце ми беше незгодно, дека и во средно бевме и сите, многу ми беше по-друго, ама сега се научив, веќе имам повеќе години, постара сум, посвесна сум од мојата болест и така. Па тога да, во тие тинејџерски години најчувствително е тогаш. Сакам уште еднаш да ве прашам, бидејќи не сум толку добро запознаен, се разбира со болеста, освен ова што истражував, што читав. Сега зборуваме за оваа терапија со трикафта.
и зборуваме за оваа терапија која земате, постојат ли во светот некакви процедури, некакви, не знам, какви интервенции кои можат да речеме, па дали да ги излечат или целосно да ги отклонат симптомите од оваа болест? Постои ли нешто такво? Терапии, некакви инвентивни, нови, нешто? Читате ли за тоа? Читаме секако дека секој ден и ние чекаме нешто за тоа. Да. Но најдоброто што можеме до сега што е за цистична фиброза е трикафта, но целосно да го лечи болеста до сега нема. Можно е трансплантација на белите дробови, тоа е пак ќе се подобри животот за неколку години, пак тоа мислам дека не е начин да се лечи целосна ова болеста, бидејќи е потешко да се научиш со новите бели дробови и така натаму, и дека е генетска оваа болест. Затоа тој не е начин што може да се најдобриот начин да кажувам. Моментално само што од пред неколку години од трикафта која е произведена, од тогаш имаме малце подобар, како што кажам, живот од другите пациенти што видиме од светот, од регионот, а да се лечи целосна болеста нема. Значи трансплантација на бели дробови, но тогаш, значи прво е самата трансплантација тешка, треба да се најдат соодветни донор, па потоа дали организмот ќе ги прифати, што велите, и потоа дали може и со тие трансплантирани бели дробови повторно да имате болеста, бидејќи кој што велите генетска е. Да, мислам дека има и такви случувања во светот, но не сум сигурна да кажам ова е од тука или нешто, но мислам дека има и такви луѓе што му се врати болеста. Да. Добро, и за крај, вие повторно да се вратиме на почетокот на разговорот, како што кажавте, од Министерството за здравство добивте ветување, го барате сега тоа ветување на писмено. Доколку се разбира повторно одстапат од ветувањата или од брзината на решавање на проблемот, вие како асоциација што ќе правите? Ние моментално уште трае борбата за лекот, по медиуми, со протести, но чекаме одговор и мислиме дека нема да преземеме нешто друго. Се надевам дека нема да имаме потреба да преземеме нешто друго како асоциација, бидејќи тие 8 пациенти се на тешка состојба и веќе немаме време да чекаме. Значи, не можеме да чекаме да изгубиме некој живот за да биде осигуруван овој лек, бидејќи не мислам дека за 8 пациенти е толку тежок овој проблем. Не е толку тешко. Да се обезбеди. Да се обезбеди и чекаме одговор од Министерството за здравство, од некои институции кои се надлежни за овој проблем. Добро, еве и со ова ќе го завршиме ова гостување, со оваа порака и до Министерството за здравство и до институциите да бидат поажурни, да им се помогне на оние на кои помошта прва им треба, а потоа се разбира државата да обезбеди терапија со трикафта за сите пациенти. Почитувани, со овој разговор со Џенета Туша од Асоциацијата за цистична фиброза го завршуваме ова студио 10. Ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24. За кратко следуваат и вестите, ќе ги видиме и најновите случувања од земјотресите во Турција и во Сирија.